Интелектуална немоќ и општествени бариери градат дебел зид околу лицата со попреченост. Тие и нивните семејства и понатаму се борат со недостигот на услови, соодветен кадар, учебници, па дури и здравствена заштита. Во истражувањата на Хелсиншки констатирано е дека учебниците не се приспособени и разбирливи за лицата со интелектуална попреченост. Придружникот на хоспитализирано дете со попреченост не плаќа за престој само до 3 годишна возраст, што е дополнително оптеретување на семејниот буџет. Вработените во здравствените институции не се обучени за комуникација со лицата со интелектуална попреченост. Специјалните институции се во многу лоша состојба, а нема ниту персонална асистенција. Најнеопходен е дневниот центар за возрастни лица, бидејќи ги знаете, кај нас постои ден денес дневниот центар за мали лица, меѓутоа секса веќе и возрастни, така да и тие го надминуваат тој период кога треба веќе да бидат на едно место сите лица со возрастни лица со интелектуална попреченост. На ниво на источен регион постои само едно средно училиште за лица со интелектуална попреченост, каде во моментот се образуваат околу 60 ученици. Во источниот дел на ниво на средно образование, кој што ги обслужува учениците од Штип и цела источна Македонија, 19 до 20 општини. Наставата е организирана во 4 струки или занимања: текстилна, графичка, земјоделска и машинска. Пред да дојдат во Искра, децата се едуцираат во основните училишта, дел се опфатени со инклузијата во редовни паралелки, а дел во посебни. Главно се работи за ученици со аутизам, лесна и умерена попреченост. И со нив се работи спрема наставен план и програма кој што е адаптиран на спрема можностите и способностите на учениците, и секоја активност која што се реализира е спуштена на нивото спрема можностите кои што ги поседуваат овие ученици. И покрај проблемите со кои се соочуваат, овие деца сепак не се целосно исклучени. Им пративме порака на пошироката општествена заедница дека нашите деца, корисници на нашите услуги, се дел од голем број активности, спортски, образовни, воспитни, креативни, дека не се на маргините на општеството, туку се активни учесници во голем број настави. Сите институции кои згрижуваат лица со посебни потреби денеска добија внимание и подароци. Општински и стопански делегации беа во секоја една од нив, вклучително и во единствениот центар за деца со аутизам во Штип.